Локализиран пожарот во депонијата Шапкар кај Добрашинци. Огнот кој се прошири на околу 2000 метри квадратни почна вчера предпладне и за кратко време се подигна голем пламен, зашто се ангажираа противпожарни единици од Струмица, Радовиш и Валандово, а помагаа и вработените во Комуналец како и Дирекцијата за заштита и спасување. Причината за почнување на пожарот не е позната, но постојат сомнежи дека може да биде и човечки фактор. Континуитетот на долгите горештини во текот на ова лето, континуитетот на ѓубрето, што ствара висока температура и така натаму, но и човечкиот фактор. Јас би апелирал во овој момент, посебно еве за нашата депонија, која што ние ја менаџираме на еден начин, и со другите институции да ни помогнат во делот на локалното население или локалните одгледувачи на одредени животни кои што се и на самата депонија. Вообичаено се случува да поголемо присуство на човечки фактори и причината некој пат и за пожар. Во моментот јас не можам да потврдам дали тоа станува од човечки фактори или од само запалување, но како и да е, опасноста и ризикот и за локалното население, на населените места, за градот Струмица е премногу голем, затоа сме активирани сите. Повторно би молел и дал апел до сите граѓани да бидеме предпазливи во овие жешки периоди. Долго лето сушно, кое што и дополнително ни го осложнува, значи, начинот на функционирање на такви проблематични, да кажеме, или високоризични места од пожар. Депонијата Шапкар цело лето чади. Според Комуналец, во најголем број случаи причина е само запалување на ѓубрето. Инаку депонијата Шапкар е планирана за регионална депонија. По пропаднатите преговори за концесија со австриската АСА, лани владата најави дека сама ќе инвестира во регионални депонии, но ниту еден проект не е започнат.